Дали сте слушнале? Бургер Кинг по Туркија ја симна круната и стана бургер. Што мислите, зошто? Под А. Внимателно дизајниран маркетиншки трик. Под Б. Им станало здодевно од старото име. Под В. Повеќе одговара на турскиот изговор. Под Г. Одговор на бојкотот. Верувам дека повеќето од вас погодија. Да, одговорот е Г. Бојкот. Бургер Кинг го најави ребрендирањето на бургер и како причина го наведе поттикнувањето на поблиски односи со турските потрошувачи и локалната култура. Но бургер кралу, да бидеме искрени, бургер сега минува низ тежок период како не би закрепнал од реакцијата на свесните потрошувачи. Водачките глобални синџири како Бургер Кинг, Макдоналдс, KFC и Starbucks, познати по својот произраелски став, се соочија со значителна штета на нивниот профит од почетокот на израелската војна во Газа. Кога велам штета, мислам на онаа вистинската. Така, например, Starbucks се соочи со пат на приходите од 7% на глобално ниво, а добивката во продавниците на Starbucks исто така забележа пат од 6%. Од друга страна, гигантот за брза храна Макдоналдс пријави пат на заработката од 12%, тоест за нешто повеќе од 2 милиарди долари. Промената на името на Бургер Кинг потсети на потегот на Алгида во Туркија. Алгида е една од компаниите на Unilever, која ја поддржува израелската окупација на Палестина, му плати на Google да прикаже сладолед од турска марка во резултатите од пребарувањето на нејзиното име во Туркија. И тоа не е се. Алгида го отстрани своето лого од фрижидерот и пакувањето на сладоледот. Така и Кока-Кола, погодена од бојкотите во Туркија, се обиде со културна адаптација како Бургер Кинг, додавајќи фрази со турски имиња како делото на Исра и делото на Ханде на лименките со Кока-Кола што ги продаваше во Туркија. Дали ова значи дека бојкотите се навистина важни? Јас би рекла да.